За вас, добро утро. Прво гостување од кога сте градоначалник во Македонија наутро, па добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Благодарам на вашата покана и поздрав до сите ваши гледачи. Градоначалник, очекувавте ли да се соочите со состојбата која што ја наследивте? Па генерално да, и тоа јас го говорев во предизборието. Не очекував да е алармантна и тоа го кажав откако станав градоначалник на неколку гостувања. Не очекував да е до толку драматична состојбата, но тоа е па предизвик плюс за мене и за луѓето од мојот тим. Сметаме дека полека движиме напред, ги решаваме состојбите една по една. Ако започнеме од јавните предпријатија, па состојбите во градот Скопје, имаше многу наталожени долгови во минатото, имаше јавни предпријатија со неисплатени плати, нефункционален систем. Ние практично почнуваме да го градиме системот кој што за жал не само што не беше функционален, туку и беше целосно девастиран со години наназад. И тоа не се должи само на 4 години наназад, непрофесионално функционирање од страна на градските власти во градот Скопје, во рамките на градот Скопје, туку многу години наназад. Скопје е во градежна офанзива, народски кажано ставање во ред. Кои се вашите приоритети? Па имаме повеќе приоритети. Многу е важно да го решиме сообраќајниот хаос, она што во прилогот пред ова гостување го говореше и директорот на јавното предпријатие во општина Центар, е предизвик и за нас. Паркиралиштата кои што недостасуваат во централното градско подрачје. Сериозно голем фокус и сериозен фокус имаме, и тоа го покажавме во рамки на креирањето на буџетот, каде што дупло средства споредбено со било која година наназад предвидовме за животната средина и проблемот кој што го имаме во главниот град, е поврзан со подобрување на амбиенталниот воздух, нешто за кое што сите во минатото говореле, но некако никој не превземал действие поврзано со тоа. Има проекти останати, па се инфраструктурни од минатото кои што не биле решени. Паркингот го спомена во клинички центар, е сериозен предизвик таму, а таму не одат луѓе за добро, за жал, сите одат за потреба и за проблем кој што го имаат здравствен, така што имаме културни установи кои што треба да ги доведеме во ред. Практично имавме целосно девастирана состојба која што полека, како што споменав, ја решаваме. Тоа е и евидентно. Јавните предпријатија стануваат функционални и од аспект на тоа што во сите јавни предпријатија изминатиот период од 60 дена обезбедивме да имаат плати земено. Имаше јавни предпријатија кои што нема по 3, по 4 плати земено. Тоа сериозен предизвик беше за нас. Луѓето сепак кои што работат таму, а се повеќе од 10.000 луѓе, имаат своји семејства и непријатна беше и состојбата која што беше предизвикана за нив и за нивните семејства. Оној проблем го решаваме кој што исто така не е решен повеќе децении, а тоа е околу обновување на механизацијата која што имаат. Можеме во јавноста да информирам дека во теке тендерска постапка со Светската банка и Министерството за транспорт и врски, во која што ќе обезбедиме 40 нови камиони за комунална хигиена. Толку камиони од 90-та година наваму, наеднаш во една тура нема обезбедено ниту еден градоначалник, така што механизацијата е сериозен предизвик за нас, која што ја обезбедуваме полека, и автобусите кои што очекувам најголем дел од нив владата да ги испорача во текот на оваа календарска година. Многу горливи проблеми, еден од нив кој што заслужува внимание и кој што некако постојано е во центарот на вниманието, тоа е амбиенталниот воздух, загаденоста во Скопје. Вие сте председател на ЗЕЛС, но кога веќе дојдовте на оваа функција, веројатно предлозите кои што ги имавте претходно сега во спроведувањето видовте веројатно дека не е толку едноставно. Да, и Јована, видете, јас за разлика од многу други политичари во минатото, истиот наратив го користев и во кампањата и сум потполно свесен јас и бев свесен со што ќе се соочам. И јас не можам да се доведам и не можев да се доведам во состојба да ги изневерам очекувањата од моите сограѓани. Затоа секогаш внимателно велев дека проблемот со загадувањето е проблем кој што сите не засега и кој што сите колективно треба да го решаваме. Од највисоките инстанции, тоа се подразбира државните институции, до граѓанинот. Значи, од сите нас зависи колективно како ќе го решаваме и кој ќе биде патот на решање. Да, владата, да, градот Скопје, да, општините имаат најмногу механизми да влијаат на тоа, но и тоа го правим. Тоа се прави преку одредување на средства во буџетот, како што споменав, дупло повеќе од минатото, за да покажете дека навистина сакате да ги направите промените. Тоа се прави преку решавање на проблемот со загадувањето од оние потенцијални загадувачи индустријски капацитети,
Јас бев градоначалник кој што застана на страната на граѓаните во одлуката за дислокација за цементара, нешто што во минатото го молчеле многумина политичари. Колку казни добија загадувачите? Па мислам дека има изречено како никогаш досега десетици казни. И тоа во износ од над 90.000 евра изминатиот период од страна на градот Скопје. И тука нема да имаме толеранција. И дополнително со владата работиме сериозно на проект, тој председателот на владата го спомена во јавноста, кој што ќе значи изградба на гасни централи. Едната од тие гасни централи е планирана на територија на Охис, која што ќе го реши загревањето на домаќинствата во Драчево, во Пинтија, во Усие, во Лисиче Горно и Лисиче Долно. А подоцна во втора фаза планираме нешто слично на тоа на територија на општина Ѓорче Петров, на излезот од Ѓорче Петров, така што сериозно имаме ставено акцент и фокус на оваа тема. И верувам дека, јас повторно ќе кажам, ова не е проблем што преку ноќ ќе го решиме, но дека ќе направиме тектонски промени во тој дел, како никој досега во минатото ќе направиме. Тој се очекува. Општините работат во синергија? Да. Без разлика на политичка припадност, јас и во минатото како председател на ЗЕЛС, јас не бев градоначалник изминатиот мандат на Скопје, бев на кисела вода, но бев председател на ЗЕЛС 2,5 години. Функционирав и со колеги од Социјалдемократскиот сојуз и од ДУИ и од останате политички партии, ете колегата Курту Дудуш од Шуто Ризари има собствена партија. Јас и таков ми е стилот на действување, сметам дека обединети подобри резултати ќе дадеме и затоа секојаш оставам простор за соработка со сите. Урбанистичките планови од општините дали ќе се совпаднат со генералниот урбанистички план? Генералниот урбанистички план исто е така една од темите на која што фокус кој што имаме. требаше да се донесе? Да, од февруари месец ни е планот, тоа е за 3 дена од денес. Да. Планот ни е да започнеме и ете со таа фаза од решавање на горливите проблеми. Знаете како урбанистичкиот план не треба да е аспект кој што ќе значи како градот ќе се гради. Тоа е устав на градот, туку треба да биде хуманизација на градот. И устав за наредните 20, 30, 40 години. Не се носи генерален урбанистички план брзо во градот и не е постапка која што за 4 години се менува од денес. Така да тоа е процес кој што ние во финална фаза сме на составување на Комисијата за урбанизам и како што споменав, од наредна недела практично ќе започне да функционира комисијата, но и фокус сериозен за старт ќе биде генералниот урбанистички план, каде што планираме како никогаш досега да вклучиме експерти, каде што планираме досега да вклучиме како никогаш досега стручна јавност и граѓаните пред се. Знаете дека изминативе 4 години ние сите знаевме дека се работи на генерален урбанистички план, но јас сум бил градоначалник на една од најголемите општини во градот Скопје, сум немал никакви информации за генералниот урбанистички план. Сега ќе ги правиме тие постапки јавно и транспарентно. Нешто слично на процесот кој што го правев во кисела вода за расадник, деталниот урбанистички план и идејното решение кој што беше донесено таму. Така што граѓаните ќе бидат максимално вклучени и Скопје ќе го развиваме во перспектива онака како што треба, но пред се да биде хумано. Овој хаос кој што го имам урбанистички во моментов, мораме ние да го запреме преку тој генерален урбанистички план. Еден од начините во запирање на хаосот е и момин поток. Ајде да погледнеме прилог подготвен од колешката Тања Сарандеска. Продолжува реализацијата на една од најважните сообраќајни точки во градот, каде што се вкрстуваат неколку клучни сообраќајни правци. Во тек е изградбата на атмосферска канализација ФИ 1200 на булеварот Никола Карев во должина од 550 метри од мостот на Серава до булеварот Словенија. Паралелно се гради и новиот мост на Серава кој ќе премостува 3 ленти во еден правец и 4 во друг со вкупна ширина од 44 метри. Се подготвува и надвозникот на булеварот 8 септември, долг 43,5 метри, кој ќе го премости булеварот Никола Карев и ќе ја поврзе кружната крстосница со турбокружен тек. Со проектот се предвидува изградба на 2 кружни тека кои значително треба да го намалат сообраќајниот метеж во овој дел од градот и сообраќајно да го решат ова тесно грло, а кои веќе се завршени.
Едниот кружен тек е меѓу булеварот 8 септември и улицата Скупи и е завршен во 2023 година, а другиот кај булеварот Никола Карев и патот кон Избегово, обиколницата и косовската граница, кој исто така е готов, но не е пуштен во употреба. Кружниот тек кај Момин поток е со 6 коловозни ленти, 4 од нив се дигаат на 9 метри и влегуваат во ридот кај касарната Илинден, каде што е изведен вториот кружен тек, со што ќе се овозможи непречено движење на сообраќајот без застој и без семафори. Изградбата на кружниот тек и клучката чинат 18 милиони евра. Еден дел од градежната офанзива, изградба на улицата Љубљанска, поврзување со улицата Скупи, интензивната изградба на клучката Момин поток ја погледнавме, чистењето на депонијата Вардариšte, исто така и калето, имаме и оттаму слики, можете колегите да ги пуштате од вчера, мостот Михајло Апостолски, монтажните гаражи на Клинички, ќе го споменеме и кеот на Вардар, поради тоа што долги години очекувавме да се врати онаа слика на која што сме навикнати, каде што растевме, тоа се терените, особено во тие средношколски денови, терените, спортските терени не влечеа во центарот на градот и кеот на Вардар. И да, ќе споменеме Скопското кале. Скопското кале, еве да, го гледаме сега конечно исчистено. Искрено да ви кажам, веднаш добив идеја да викендов да отидам со децата. Освен од училиште што ги носеле во некое издание кој што беше претходно, не го виделе во убавото издание. Кои се вашите планови? Па јас морам да кажам дека далеку сме уште од убавото издание на Кале, кој што го Но што планирате? Да, кој што го спремаме. Најпрво разговаравме со претседателот на владата и министерот за култура Љутков. Ќе направиме превземање на владението на Кале. До сега било под Министерството за култура и управата која што е под Министерството за заштита на културно наследство. Сега ќе го преземе ние како град Скопје, каде што освен што ќе можеме да го исчистиме, да го искосиме и да заличи, затоа што е срамно за државата, не само за градот, да се подготви за Скопје град на културата 2028? Така, секако да ги оставаме такви споменици кои што се од сериозно значење за градот и за државата во состојба каква што беа. Таму планираме ревитализација целосна и на патеките, нова урбана опрема, амфитеатар, она што го споменавте вие, Скопје град престолна на културата, една од најзначајните точки на сите тие манифестации ќе биде Скопското кале. Но и претходно ние ќе започнеме со манифестации таму, затоа што треба да го вратиме животот таму. Треба да го вратиме духот и забавата, како што имало случаи во минатото. Ете, вие имате спомени за кеот, и за денови, да. Јас се сеќам на калето сме оделе. И тоа како и кеот на Вардар, тука беа терените, да, тука беа. Што се однесува на калето, имаме сериозни планови за таму и верувам дека граѓаните ќе бидат презадоволни од тоа што ќе го направиме. И веројатно треба да бидеме и трпеливи затоа што се слагам. Јас морам да напоменам дека ете, за разлика од некои други професии, овде секаде при секоја наша реакција и реализација на било каков проект, макар и тоа да е проект за санација, што подразбира, не знам, ревитализација на улица, на патеки и така натаму, ние мораме да имаме проектна документација. Сето тоа мора да помине на седници на Совет, ја затоа сега помина буџетот, денеска поминуваат голем дел од програмите, имам седница на Совет во текот на денешниот ден, но започнуваме со реализација. Можеби за одредени малку дека тие административни но таков е законот, Јована. Проблеми ќе бидат, ќе се убрзат, ќе бидеме многу побрзи за разлика од минатото. Ќе бидеме многу побрзи. Никој никому не му забранувал да отиде на калето и да го исчисти и да го среди. Ние вчера граѓаните коментираа во шега, откривте нова патека на Кале, патека од бехатон плочки која што 20 години некој не ја средил. Истата состојба и на кеот. Ние речното затоа сведочиме секојдневно, особено оние кои што корито, знаете дека беше особено во централното градско подрачје со оние диви полуострови кои што беа во течението на реката Вардар, оставено такво со години. Не беше исчистено. Вегетацијата беше исто така обраснат беше целиот кеј.
канта, клупа и да немаше речиси. Позициите кои што започнавме да ги решаваме, односно да ги реконструираме, оние сите игралишта кои што ги има на КЕО благодарение и на поддршката на Министерството за спорт, во минатото беше мисловна именка да ги посетат граѓани, затоа што состојбата беше катастрофална на истите. Така што имаме многу работа и предизвици во наредниот период. Оваа пролет не чека динамична работа, клучката Момин поток ја споменавте. Сакам да споменеме уште една. Сакам да го споменеме подземниот премин сообраќајницата под Даймонд. Сакам и јавниот превоз да го споменеме. Јас сум се извинувам малку поексплицитен, но морам да деталите да ги изнесам. Подготвена, мислам дека како да докторирав за ова интервју. И во право сте треба почесто да гостувам за да што помалку материјали имаме, да се слагам. Градоначелник, но ајде, значи, имаме уште неколку важни. Сакам да споменам вака, што се однесува на проектите кои што од минатото со децении граѓаните ги гледаа како споменици кои што не беа довршени. Тоа е Генерал Михајло Апостолски, Газибава аеродром поврзувањето, мостот. Тоа граѓаните викаат дека е мост за ловење на риба, со години така стои. Љубљанска мостот кој што треба да поврзе со Скупи од Карпош. Борис Трајковски во Драчево, повеќе деценijски проект. Пораснавме еден куп генерации, уште булеварот не е готов. И клучката Момин поток. Клучката Момин поток и во моментов предизвикува сериозно проблеми во однос на одвивањето на сообраќајот во градот. Што направивме изминатиот период, накратко да елаборирам за сите овие позиции. Освен Борис Трајковски, каде што сме во одреден судски лавиринт, но бараме излез од ситуацијата, на клучката Момин поток веќе имаме сериозно движење. И очекувам за 4 до 5 месеци, затоа што јас пред 30 на ден објавив дека за 6 месеци планирам да сечам лента таму. За 4 до 5 месеци од денес планирам да биде готова и завршена. Кога објавувате така, тоа е реална проценка? Тоа е реална проценка и тоа е информација која што не само што ја имам од службите, не само што ја имам од изведувачот, туку јас одам на терен и ги констатираме состојбите таму. Сега, непредвидени состојби се временски услови, некоја непогода и така натаму, но такво нешто нема. Имавме 3 дена, 4 дена врнежи и имавме снег еден ден, така да немаме таму некој сериозен предизвик кој што не закочи. За јавниот привоз и за Даймонд, за подземната сообраќајница. Во однос на подземната сообраќајница Лимак, тоа е еден од проектите кои што треба да го одбележи периодот кога јас сум градоначелник. Во недела имаме камен темелник таму, на фазата која што значи поврзување од кисела вода према влезот на Даймонд. Јас ја информирав јавност уште во кампањата, бидејќи постоеше сомневање дали е готов тунелот подземен и се останато. Јас лично го имам посетено неколку пати и е готово сето она што се однесува обврска на оние кои што биле инвеститори таму. Така да од недела започнуваме со камен темелник поставување таму и со фазата од кисела вода према влезот на Даймонд практично, од оваа страна од кај кисела вода. Не ги објавуваме сите постапки наеднаш за таму. Зошто? Затоа што тоа е комплексен процес и не можам јас наеднаш да започнам со сите позиции, бидејќи ќе го заглавиме тој централен дел на градот Скопје, особено делот кај Рамстор, каде што знаете дека и денес има сериозен сообраќајен хаос. И колегите може да пуштат каква е состојбата во моментот во Скопје. Така да таму во 3 фази ќе настапуваме. Во 3 фази, еден е делот од кисела вода, каде што има 2 кружни тека и влезот на практично на Лимак. Подоцна одиме со фазата Нова Македонија, која што би требало да започнеме од средината на наредна година. Тоа би значило поврзување на вториот дел и третата фаза ќе биде улицата кај Рамстор, каде што е предвидено уште една сообраќајна лента и двосмерен сообраќај. Јас сметам дека со овој проект ние сериозно ќе влијаеме на решавање на сообраќајниот хаос во централното градско подрачје и според експертите 30% ќе намалиме гужвата во централното градско подрачје. Кратко и јасно. БРТ? БРТ е проект кој што беше критикуван во минатото. Не можам кратко и јасно да кажам, морам само јасно да кажам за ова. Ќе добие ли светлина на крајот од тунелот? Веќе од страна на владата ја поминавме информацијата на влада, од град Скопје
Донесовме одлука на совет поврзана со оваа тема. Јас, иако од мојата политичка партија во минатото го критикувале тој проект, сметам дека треба да се имплементира и ќе го имплементирам. Чекаме потврда од ЕБОР дека можеме да започнеме со целата постапка, бидејќи долги години беше во застој целиот проект. Средство има обезбедено на сметка. За жал, граѓаните плаќаат, сите ние плаќаме пенали за сето тоа, но чекам само потврда од ЕБОР и мислам дека оваа година ќе започнеме со тој проект. Скопје радост ти ќе бидеш. Кога градоначалник? До крајот на мојот мандат ќе има многу повеќе насмеани лица отколку кога станав градоначалник. Работиме на тоа. Видовте дека и за нова година направивме организација која што е надвор од инфраструктура и се останато. Македонската телевизија во живо ја пренесуваш. Да, и ви благодарам за тоа, затоа што секојаш сте сервис кој што транспарентно информира и будно не следите. Така што ќе се потрудиме да многу проблеми на граѓаните ги решиме во наредниот период. Ова е жива материја, динамична материја и тема и ќе дадам јас се од себе до последен атом да не ги изневерам очекувањата на нашите граѓани. Благодарам и се надевам да се гледаме почас. Ме беше чест. Ќе ви испратам со сакале или не станата химната на градот на сите генерации, а потоа време и за вести. Лето кочан зима, градски циди, голи брда, сино небо, земја тврда. Мате Вардар брзо тече, тајни носи време влече. Скопје прави патни стани, има 9 лути рани. Скопје има славни мала, дебар мала nije шала. Скопје јава брзо конче, а бре момче македонче. Насмени се, не бери гајле, намигни ми, ајде на здравје, Скопје! Градов пости, градов пие, градов демне, градов спие. Рано утро шкембе чорба, после секој своја борба. Млади моми љубов водат, душа вадат, очи бодат. Разни бели права деца, сите чеги папа меца. Насмени се, не бери гајле, намигни ми, ајде на здравје, Скопје! Јас и ти сме браќа стари, таква љубов чини пари. Ти ме чуваш, ти ме сваќаш, ти за кусур не ми фаќаш. Насмени се, не бери гајле,